Добро утро и од мое име, почитувани гледачи. Нов ден денеска, првиот дел од утринската програма ни заврши. Ова е втор дел од утринската програма, меѓутоа ќе го спроведеме во една поинаква атмосфера. Се извинуваме преди тоа што малку доцниме, но во исчекување на нашиот гост кој денеска еве не успеа да не угости и да поразговараме на она што го подготвивме. Оваа тема за денеска ќе ја проследиме во некое наредно издание од утринската програма на Нов ден, меѓутоа и во вториот дел ќе се задржиме на некои интересни содржини и прилози кои што секако ќе бидат занимливи. Останете со нас да ги проследите. Најпрвен ќе се прошетаме низ светот со едно превозно средство кое што се нарекува велосипед. Во продолжение да ги погледнеме најдобрите велосипедски тури во светот. Еве неколку фантастични велосипедски тури и патеки ширум светот. Државна улица број 1 Виетнам. Ова иконска улица ги спојува двата големи градови во Виетнам, Ханој и Хо Ши Мин. Додека со возењето на велосипед по неа ке може да ја поминете целата должина на државата. Должината на оваа тура изнесува 1112 км и потребни ви се од прилика 2 до 3 недели за комплетно да ја изминете. Ефтино, преубаво и незаборавно велосипедско уживање. Рутата Great Divide, Соединените Американски држави и Канада. Ова е главната американска велосипедска тура која се протега од Ново Мексико па се до границата со Канада. Ви се чини премногу, па и навистина е. Сработи за импресивни 4400 км, но секој изминат километар ќе исплати својата должина која ќе возите низ фантастичните американски пейсажи.
трасата Мунда Биди, Австралија. Нунгар Абориджинал е име на оваа 1000 км долга офроуд велосипедска патека, што во превод значи пат низ шума. И точно е тоа дека возењето по оваа патека е навистина незаборавно, со оглед на фактот дека ќе бидете опколени со многу крошни стебла на еукалиптус, будно надледувани од очите на сладките коали. Шиманами, Јапонија. Иако е многу покуса од останатите наведени патеки со само 67 км должина, тоа не значи дека е помалку вредна за да се спомене. Оваа патека ве води низ 6 мали острови и е совршена за еднодневен излет. Крајот на земјата Шкотска, туран низ островот Велика Британија. Не се шегуваме, оваа патека е долга 1610 км и ве води низ целиот остров долж камените карпи и питорескните села.
патека на големиот океан Австралија. Како што говори самиот назив, оваа патека ве води на авантура долга 276 км и тоа непосредно покрај крайбрежјето и песочните плажи. Малку песок во педалите никому не штити. Зарем? Тура на големите Алпи, Франција. Патеката од 684 км минува низ француските Алпи и е составен дел од Тур де Франс. Патеката води од Женевското езеро до Средоземното море и би можела да биде совршен избор за вашиот летен одмор. Еве сме повторно назад по овој прилог. Се надевам дека уживавте и сите оние кои можеби некогаш ќе имаат шанса да ги посетат овие тури кои што се наменети за велосипедистите, ќе имаат можност да отидат таму и да видат што значи да се вози по такви патеки. Меѓутоа, од убавините кои што ги видовме во светот, се враќаме на она што е наше и македонско, да погледнеме кои се најубавите села во Македонија, сепак ги постојат во изобилие, а вие од следниот прилог погледнете за кои села се одлучивме ние. Во Македонија постојат многу убави села. Едно од нив е Богомила. Селото Богомила се наоѓа во централниот дел на Република Македонија, во пазувите на Јакупица, Даутица и планината Бабуна. Сместено е во горното сливно подрачје на реката Бабуна на надморска височина од околу 500 метри. Оваа ридско-планинска населба има извонредно пријатна микроклима и представува вистинска оаза за одмор на сите оние кои сакаат да избегаат од градскиот метеж. Пријатноста на просторот е надополнета со околните шуми, пространи ливади и секако бистрите и брзи води на реката Бабуна, која тече низ селото.
Теово е рамничарско село на надморска височина од 260 метри во источниот дел на областа Азот во околината на градот Велес. Сега административно припаѓа на општина Чашка. Селото се наоѓа во средното сливно подрачје на реката Бабуна на 30 километри оддалеченост од градот Велес. Селото Галичник е сместено под пазувите на Бистра. Ова место пленува и во зима и во лето поради чудесната хармонија меѓу Мавровското езеро и околните планини. Селото Гари представува бисер на мијачкиот крај. Недопрена убавина на природата која ве тера да се замислите и да не можете да решите во кое годишно време е поубава. Во ваков планински предел, токму како грозд, под планината Стогово е распослано мијачкото село Гари. Лазарополе представува едно од највисоките и најубавите села во Република Македонија. На надморска височина од 1350 метри се наоѓа на прекрасна локација во југозападниот дел на живописната планина Бистра со извонреден поглед кон долината на Мала река и планината Стогово. Селото Беличица се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија во близина на Гостивар. Чистиот планински воздух, како и природните убавини, привлекуваат многу луѓе да го посетат ова планинско место, особено во летниот период. Едно од прекрасните македонски села е и селото Долно Дупени. На 34 километри од градот Ресен, сместено во подножјето на Баба планина, на само неколку стотини метри од Преспанското езеро. Селото Долно Дупени е вистински рај за оние кои што сакаат да се одморат од градските гужви. Уште додека се движите кон селото, по тесниот асфалтиран пат, може да го почувствувате опојниот мирис на преспанската јаболка, на пченицата и на пченката. Долно Дупени е село кое изобилува со убавини, кои можат да ги почувствуваат само оние кои што ќе допатуваат овде. Особено интересно е селото Куклица. Легендата вели дека многу одамна во селото Куклица се случила голема трагедија. Момчето во кое една девојка била бескрајно влюбена, се оженило со друга, поради што разочараната девојка ги проколнала младенците. Кога дошол свадбениот ден, навидум се било во ред. Се собрале сватовите, стасале и другите гости, веселбата почнала. Во моментот кога младенците се бакнале, клетвата се остварила и сите свадбари се скамениле. Скаменетите свадбари и денес сведочат за гневот и за болката на несреќната девојка. Селаните го викаат местото Весела свадба, зашто сватовите останале насмеани, а младенците се скамениле во нежна преградка. Поради овие скаменети кукли и местото го добило своето име – Куклица. Прекрасна убавина нуди и селото Миравци. Над ова село постои црквата Свети Константин и Елена, која е изградена во поново време, најверојатно на место од постара црква, со оглед на времето од кое датираат гробовите во нејзиниот двор. На ридовите над Миравци, кои се дел од источното подножје на планинскиот масив на Кожов, се наоѓа излетничкото место Бел Рај. Во близината на селото Миравци, на патот кон селото Петрово, се наоѓа и Вештачко езеро. Едно од постарите и прекрасни села е селото Брајчино. Ова село е повеќевековно христијанско село. Во различна форма името Братучина, Братичка и Брајчино се споменува во повеќе извори од различни историски периоди. Најрано во турските дописни документи за казата Горица, во 1900 година во делата на Васил Канчов,
1902 година кај Лев Огненов, а во поновата историја во делата на Мето Јовановски. Сите звезди гаснат, само една не. Во неја се сите вистини и наши тајни. Една вистина е о мене, а друга вистина пак од тебе. И сега уморно ти велам, оди и не враќај се, но не заборави дека само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јасно сите бој, но со нив правев слики мој, лажејќи се себе си јас постоев. Тешко ми е да те гледам, некој лица туги, и тешко ми е да те слушам, а гласот не е твој. Но најтешко од се е времето што слики носи, во кој денеска не верувам, но сепак близко јас ги чувствувам. И ке ме пратат како вечни сенки за цел живот мој, подсетувајќи ме дека само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јасно сите бој, но со нив правев слики мој, лажејќи се себе си јас постоев. Само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јасно сите бој, но со нив правев слики мој, лажејќи се себе си јас постоев. Еве сме назад по кратка музичка пауза. Се надевам дека убаво се одморивте. Продолжуваме со уште еден прилог занимливости. Невладината организација Граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ од Крива Паланка, еден од ретките партиципиенти од земјава во проектот Демократски пристап и граѓанска партиципација во Европа, со кој одговорните се залагаат за стабилност и безбедност на европско ниво за земјава која е пред портите на Европската унија. Подетално за активностите, целите и придобивките од проектот, колешката Христина Николовска разговараше со проектниот координатор Антонио Давидковски. Да го погледнеме прилогот.
Невладината организација Граѓански центар за удржлив развој игри од Крива Паланка е формирана во 2000 година под името Граѓански креативен центар Пал Плюс од страна на 15 млади ентузијасти од градот. Под ова име постоеше се до донесувањето на новиот закон за фондации и сдруженија на граѓани, од кој произлезе обврската за пререгистрација на истата. Пред 4 години организацијата е пререгистрирана под името Сдружение Граѓански центар за удржлив развој и игри со изменет статут и нов состав на органите на сдруженијето. Визијата на игри е преку имплементираните мерки и активности да се овозможи подобар и поквалитетен живот на локалното население во европски интегрирана Македонија. Активистите од игри се залагаат за подобрување на условите за живење на локалната заедница, пред се преку економскиот развој, иницирање, поддршка и имплементација на проекти поврзани со регионалната, прекуграничната и транснационалната соработка, со цел поддршка на државата во процесот на евроинтеграциите. Од игри се активни на полето на поддршка и промоција на информатичкото општество, процесот на демократизација на општеството, како и при имплементација на проекти од областа на спортот, културата и образованието. До сега беше имплементиран проектот Интегриран развој на човечките ресурси во прекуграничниот регион Македонија-Бугарија, во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка со соседна Бугарија. Проектот беше реализиран во партнерство со фондацијата Стратос од Белица, Бугарија. Во рамки на проектот руралните млади ја обединуваат Европа. Егри беше домаќин на 15 невладини организации од 15 различни земји во рамки на програмата Млади во акција. Од јануари годинава Егри е еден од ретките партиципиенти од земјава во проектот Демократски пристап и граѓанска партиципација во Европа, со кој одговорните се залагаат за стабилност и безбедност на европско ниво за земјава која е пред портите на Европската Унија. Подетално за активностите, целите и придобивките од проектот поразговаравме со проектниот координатор Антонио Давидковски. Разговараме со Антонио Давидковски, координатор на проектот Демократски пристап и граѓанска партиципација во Европа. Во проектот е вклучено Сдруженијето Граѓански центар за одржлив развој и игри од Крива Паланка, како еден од ретките партиципиенти од земјава. Станува збор за европски проект, конкретно кој е носител на проектот и која е крајната цел? Значи, станува збор за проект кој што се имплементира во рамките на програмата Европа за граѓаните, која што е финансирана преку Извршната агенција за култура, образование и аудиовизуализација со седиште во Брисел и една од ретките, мислам една од програмите во кој што многу малку македонски партиципенти имплементираат проекти, што значи дека овој проект Демократски пристап и граѓанска партиципација во Европа, или како што милуваме да го нарекуваме ДОК-ПАЙ, е многу значаен затоа што всушност е единствен проект со кој некоја организација од територијата на Крива Паланка па и пошироко учествува како партнер во имплементација на вакви активности. Носител на проектот е Друштвото за рурален развој ЛАС од Литија, Република Словенија, а во рамките на проектот, значи, партнери се уште 14 организации од 14 различни европски држави. Интересен е податокот што овде имаме спој на организации кои што се од јавен карактер, значи партнери се општини, партнери се институти, партнери се универзитети, значи Универзитетот од Будимпешта, Универзитетот за економски науки од Будимпешта во Унгарија, и партнери се трговски друштва, како и невладени организации. Секако дека представува огромен успех за нашето здружение, што на некој начин успело да влезе во една ваква проектна коалиција за имплементација на европски проект. Кои проектни активности до сега беа реализирани и што е она што ќе следи во предстојниот период? Проектот е, значи, во рамките на мерката 2-3 акции на граѓански општества, граѓански организации, и е добиен во рамките на
првиот повик од новата програма 14-20, значи за Европа за граѓаните. Почетен датум на имплементација е 30 јануари и со време трајање до 30 октомври оваа година. До сега како активности беа имплементирани, значи, киков митингот или оној стартен митинг во општина Кистарча, тоа е место близу Будимпешта во Унгарија, на кој што беа договорени сите понатамошни проектни активности. И на 9 мај, значи на денот на Европа, беше имплементирана активноста Следен чекор, каде што беше извршена промоција на волонтерството во Европа, во Дрезден, во Германија. Проектот, значи, предвидува уште 3 активности. Следна активност ќе биде на 28 јуни до 1 јули, значи тоа ќе се одржи во општина Серес во Грција и се нарекува, значи е наречена Еврорегиони. На овој настан ќе се изврши презентација на придобивките од процесот на регионализација на Европа, односно значењето на еврорегионите за самите европски држави. Понатаму во септември ќе има настан Универзитет отворено општество, така наречен настанот, значи во Словенија, на кој што ќе се разгледаат можностите и начинот на граѓански активизам, значи промоција на граѓански иницијативи и што значи тоа граѓанска партиципација и европски идентитет на европско ниво. И финалниот настан ќе биде, значи, промоција на зајакнување на европскиот идентитет на граѓаните на Европа од трето доба, и тој ќе биде имплементиран во општина Бреша во Италија, каде што главна таргет група ќе бидат возрастните жители на Европа, поради фактот што тие најмногу биле погодени или засегнати од периодот на Втората светска војна, значи тоа е еден начин на помирување и едноставно обединување на европските граѓани. Кои се првичните резултати од проектот, односно дали локалното население се поистоветува со европскиот идентитет и културните вредности на Европа? Дали овој проект, вие како координатор оценувате дека ќе придонесе за поголема солидарност и градење на заедничка иднина меѓу сите луѓе? Значи, ние како проектни партнери имаме обврска да направиме, значи, истражување за утврдување на поистоветувањето на нашиве граѓани, значи, со европскиот идентитет, односно како земја која што е пред вратите на Европа, нели кандидат за член на Европската Унија. Имаме истражување во кое што се поставени 20 прашања, во кои што граѓаните се испитуваат кога Македонија би била членка на Европската Унија, на кој начин тие ќе се поистоветат, значи, со самиот европски идентитет, на кој начин ќе бидат вклучени во европските граѓански иницијативи, дали тоа е добро за нив, дали тоа ќе донесе некој бенефит. Во секој случај самата активност е позитивна, на некој начин ќе дадеме еден фидбек на тоа како граѓаните ја перципираат во овој момент Европа. Колку младите кривопаланчани кои се членови на невладината организација се вклучуваат во проектот со цел градење на европска иднина и колку им значи Европа без граници? Значи, најголема таргет група, најзасегната таргет група во проектот, значи, се управо младата популација. Значи, ние претходно како организација имаме веќе имплементирано неколку проекти во рамки на програмата Млади во акција, каде што повеќе кривопаланчани има можност да бидат дел од размена на млади луѓе. Тоа се случи, значи, во Солун пред неколку месеци, понатаму во Барселона, во Чешке Хралове, во Нови Сад, во општина Рила. Значи, на сите тие настани, нашите членови млади членови има можност да се запознаат со тоа, со процесот на размена на млади луѓе, процесот на волонтеризам, учење за европските вредности и
тие се најзаинтересирани за имплементација на самиот проект. Значи, во проектот конкретно учествува и во подготовката на прашањата за истражувањето, така да очекувам дека младите луѓе ќе дадат најголем допринос за имплементација на самиот проект и понатамошните активности нормално, постпроекти. За крај, зборува за неформалните средби, односно вашето искуство како проектен координатор. Кои ставови се лесно менливи, зашто стравуваат луѓето во поглед на европската иднина и кои се оние придобивки кои ги сметаат за најдраги? Од самите активности, првично, значи, комуникацијата со партнерите од Европската Унија, ние имавме можност да научиме многу за самите процедури, да кажем, и во процесот на подготовка, во процесот на имплементација на проекти, каде што имаше многу новини, особено беше интересен настанот во Германија, значи во Дрезден, каде што имавме можност да присуствуваме на еден перфектно организиран настан, каде што секој си ја знаеше својата улога и настанот беше, значи, покриен со 99% од волонтери, што е многу интересно за европските земји. Од комуникацијата со нашиве луѓе, значи, и искуството што го стекнавме во средбата во Германија конкретно, значи, дојдовме до сознание дека самиот процес на волонтирање, на практиканство и на стажирање на младите луѓе кај нас треба да добие некоја посилна законска рамка, значи младите се заинтересирани за овие процеси, каде што ни самото волонтирање, ни практиканството и ни стажирањето би се стекнале со подобрени работни навики, подобрени, значи, квалификации за побарување на своето работно место. Интересно е што имаме голем интерес веќе кај млади луѓе за програмата за европско волонтерство преку Европскиот волонтерски сервис. Едноставно сенсот е дека, значи, перцепцијата е дека најголема придобивка од процесот на европеизација, да кажам, на Македонија би била стабилноста за граѓаните, нели, и безбедноста на европско ниво. Понатаму можно, значи, најголем интерес на младите е процесот на размена, стекнување на искуства со волонтирање во други европски држави. Стравувањата се најголем дел од економскиот дел, дали нашата држава е спремна да ги издржи сите тие, нели, побарувања на Европската Унија, меѓутоа од друга страна пак стабилноста во однос на сите процеси кои што би се одвивале во рамки на една унија, значи со дефинирани закони и процедури, дава еден позитивен импулс за граѓаните во процесот на пристапување кон Европската унија на нашата држава.
почитувани гледачи, се приближивме и до крајот и на вториот дел во едно поинакво издание ова утро. Пред да се одјавиме, да не останеме должни за она што се нарекуваат сервисни информации, да ви информираме за актуелната состојба на патиштата ширум Македонија. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани по суви коловози, забрана за тешки товарни возила од 1 до 31.8 на државните патишта во Република Македонија има времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса надминува 15 тони. Забраната важи за време на деновите од викендот и за деновите при екстремно високи температури. Од Автомотосојзот на Македонија препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово Велес, Маврово, Дебар Струга, Демир Капија Удово, Кочани и Делчево, Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Ова информација се однесува само за македонската страна на премините. Кога сме веќе кај Автомотосојзот на Македонија, постојат и телефонски броеви на кои што можете да се обратите доколку ви се потребни дополнителни информации или пак ви е потребна помош на пат. За патни информации може да се обратите на бројот 021555, а за помош на пат може да го свртите бројот 196. Да споменем и за она кои делови од улиците денеска во Куманово ќе останат без струја од 9 до 12 часот поради планирани исклучувања, како што информираат од Ева на Македонија, ќе бидат улиците Среќко Пужалка и Професор Мијалков, така да во овој период од 9 до 12 часот ќе останете без електрична енергија, меѓутоа подоцна сето тоа ќе се надополни. Со овие информации ќе го завршиме овој втор дел од утринската програма. Уште еднаш ви се извинувам од мое име што ова утро овој дел не беше резервиран за тема на денот и разговор со гости во студиото, меѓутоа ќе имаме повторно можност оваа тема да ја проследиме во некое наредно издание. Јас ќе се одјавам тука, ќе ви посакам убав ден и повторно се гледаме од понеделник.